Следно во програмата Интач, нашиот Бог кој ветува. We all make promises in life. Some of them we keep, some of them we don't keep. Сите ние ветуваме нешто во животот, нешто остваруваме, нешто не. Можеби имаме намера да ги одржиме сите нив, но не го правиме тоа заради некоја околност, некоја причина или заради нешто друго. Си мислам на родителите, например, кои ветуваат на своите деца, а не ги одржуваат ветувањата и си мислат, па знаете, тоа е само дете. Но запаметете го ова. Кога ветете нешто на едно мало дете, тоа дете го вреднува тоа ветување врз основа кој го ветил тоа. Така, ако тато ветил и рекол на синот или керката, кога ќе си дојдам, ова попладне ќе те одведам на кошарка, ќе ти го донесам ова или што и да е, и се појавувате и велите, па бев изморен, многу работев, нема време, жал ми е. Што кажувате со тоа? Не само што не сте си го одржале ветувањето, туку ја отфрлате личноста. Ветувањето е моќна работа, посебно за малите деца. Кога нивните родители не си го држат зборот, еве што се случува. Едно мало момче си мисли дека неговиот татко е после Бог. Едно мало девојче си мисли дека незината мајка е тоа. Кога двајцата најважни луѓе во нивниот живот не ги исполнуваат нивните ветувања, еве што се случува. Не значи само дека тоа дете се сомнева во своите родители понекогаш во животот, но тоа ќе израсне со сомнеж во светот на возрастните. Така, кога јас и ти даваме ветување, прво треба да размислиме пред да ги дадеме. Затоа што гледате, ако не ги исполниме нашите ветувања, тогаш еве што ќе се случи. Тоа е одраз на нас и нашиот карактер, например, а исто така е повреден и некој друг. Значи, тоа не е само нешто што ни се случува на нас, тоа е нешто што му се случува на некој друг. Значи, ветувањата имаат вредност и ветувањата би требало да бидат значени. Всушност, ако размислите за тоа, сиот ваш христијански живот е насочен на група на ветувања. И таа група на ветувања доаѓа од Божиот збор. Како знаете дека имате вечен живот? Заради тоа што Исус го ветил тоа, дека ако ја ставите вашата доверба во Него како ваш спасител, вие ќе го имате дарот на вечен живот. Причината заради која верувате во тоа е дека Тој го ветил тоа. Што кога ќе умрете, што има врска со тоа? Како знаете каде ќе бидете? Единствената причина заради која знаете каде ќе одите е затоа што Библијата вели: отсутни од телото, присутни со Господа. Како знаете дека после смртта ќе има воскресение? Бидејќи Исус го рече тоа, вие верувате во тоа. Има нешто во Него што ве прави да верувате во ветувањето што Тој ви го даде. Целиот ваш живот е обвиткан со ветувања. И целта на оваа порака е многу едноставна. Сакам да разберете зошто вие можете да верувате во ветувањата на Семоќниот Бог. Многу луѓе велат, па знаеш, јас му верував и не делуваш. Па зошто не делуваш? Дали затоа што Бог те изневери? Дали Тој го скрши неговото ветување? Една работа за сигурно, Бог не ги крши неговите ветувања. Погледнете само за момент во 10-то поглавје од Евреите. Сакам да го прочитам овој пасус, но навистина сакам да се задржам на еден стих. Ќе го прочитам затоа што еве што навистина кажува овој стих и ќе ви кажам пред време. Тој зборува за фактот дека ние имаме пристап до Бога Отецот, почнувајќи од 19-тиот стих од оваа глава. Ние имаме врска со Него преку Неговиот Син, Исус Христос, кој Тој го нарече нов и жив начин, како што го имаме кога му веруваме како наш спасител, и дека Исус е нашиот голем првосвештеник. Ние имаме апсолутно верување поради она што Тој го направи во нашиот живот. Потоа тој вели во стих 23: да се држиме цврсто, односно да се фатиме силно за исповедта на нашата надеж без колебање. И поради која причина? Зошто Тој, слушајте, зошто Тој кој вети е верен. Така ние зборуваме за тоа во оваа порака. Целиот проблем овде е прашањето зошто ние треба да веруваме во Божите ветувања. Сега, ако помислите на ветувањата што сте ги направиле во вашиот живот кон некого, кого сте го сакале или сте сакале да бидете во брак, или вашите деца, родители или некој пријател, колку пати сте требале да го скршите тоа ветување? Или, ќе ве прашам вака, дали сте ветиле нешто лежерно? Да, ти можеш да сметаш на мене, јас ќе бидам таму и така натаму и натаму. А потоа не го правите тоа и велите, па тие ќе разберат, можеби тие не разбрале. Едно од најпрекрасните работи за Бог, слушајте, Тој никогаш не прекршил некое ветување. Тој никогаш не заборава ветување, ниту едно.
Кога ќе сватите дека сиот ваш христијански живот е обвиткан со ветување на Божиот збор, ќе почнете да разбирате колку важно е јас и ти да разбереме што кажуваме кога велиме јас ти го ветив ова и она. Што мисли Бог? И зошто, например, зошто ние би верувале дека Бог ветил? Така, ако некој ви вети дека ќе ви даде $5,000 само ако дојдете на црква следната недела, две работи ќе прашате. Најпрво, која е таа личност? И второ, дали има воопшто $5,000? Двете работи, карактер и способност. Кога се зборува за ветување, карактер и способност, дали тие ќе си го одржат зборот и можат ли да си го одржат зборот? Многу важно. Сега, понекогаш луѓето ќе се жалат за тоа што прави Бог и не прави. Ајде да разбереме нешто многу важно, а тоа е дека постојат два вида ветување што Бог ги дава. Едно од нив е безусловно ветување и едно е условно ветување. Безусловно ветување е ветување дадено од Бог во кое што и да каже тој ќе го направи. Ќе го направи и нема исклучоци, без никакви исклучоци. Кој е пример за тоа? Назад во Битие глава 12, кога Бог си имал работа со Авраам, ова е совршен пример за безусловно ветување. Сакам да ја забележите разликата во ова и условното ветување. Еве што вели тој, прв стих од глава 12. Сега Господ му рече на Аврам: оди си од својата земја, од своите роднини и од домот на таткото, во земјата што јас ке ти ја покажам. Сега забележете ги овие јас ке. Во земјата што јас ке ти ја покажам, и јас ке те направам голем народ, јас ке те благословам и ќе го направам твоето име големо. Така ќе бидете секогаш благослов. Јас ќе ги благословувам оние што те благословуваат, а оној што те проколнува, јас ќе го проколнам. И во тебе ќе бидат благословени сите семејства на земјата. Тоа е едно, внимавајте, едно безусловно ветување по друго. Не постои ниту еднаш кога Бог рекол освен ако, но, кога, каде. Тој само рече, ова е она што јас ќе го направам. Тоа е безусловно ветување. Но ајде да погледнеме на условно ветување, например, а условно ветување е она што едно лице го дава, кое што едно лице е подготвено да го направи под одредени околности. Ако се случи ова, еве што ќе направам. Ако го направите ова, еве што ќе направам. И така, има многу такви, например, во Светото писмо, но да земете само еден. Во Римјани, глава 10, стих 9 и 10, вели: дека ако со својата уста го исповедаш Исус за Господ и ако веруваш во твоето срце дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе се спасиш. Ако тоа е условно ветување, значи кога некој ќе каже, па знам дека сум спасен, па како? Јас бев добар цел живот. Тоа не е она што го рече Бог. Бог рече дека вашето спасение е условено од вашата вера во Господ Исус Христос како ваш спасител и ваш Господ. Например, ако ние ги исповедаме своите греови, тој е верен и праведен да не ги прости нашите греови и да не очисти од секаква неправда. Не било како, туку ако. Тоа е условно, значи како вид, какви ветувања даваат повеќето од нас. Слушайте, јас и ти имаме моќ да даваме условни ветувања од едноставна причина. Ние не можеме да контролираме се. Не можеме да ги контролираме сите наши околности и затоа даваме условни ветувања. Го правиме со сето срце. Ние велиме, еве што ќе направам. Можете да сметате на тоа, ќе бидам таму. И можеби поголемиот дел од времето сте таму, но може да се разболите и да имате несреќа. Нешто може да им се случи на вашите деца и вие не можете да се појавите. Така ние даваме условни ветувања и нашата веродостојност се заснова на нашиот карактер и нашата способност да го правиме она што го кажавме. Така, истото важи и во христијанскиот живот. Значи, Бог дава безусловни ветувања и тој дава условни ветувања. Ние даваме условни ветувања, само Бог може да даде ветување што ништо не може да ги смени. Сега, ајде да погледнеме на сето ова прашање на карактер и способност. Ајде да погледнеме на Бог за момент. И сакам да погледнете во 4 Божји атрибути, тоест 4 карактеристики на Бог. Сакам да погледнеме 4, има многу други. Например, тука е светоста на Бога, Божјата правда, Божјата праведност и сето тоа. Но само 4 од неговите атрибути и затоа што сакам да ги видите овие, кога ќе разберете кој е тој, каков е неговиот карактер,
Што значи тој карактер и неговата способност, тогаш немате причина да се сомневате во Словото Божјо. Слушајте, кога Павле рекол: "Мојот Бог ќе ги исполни сите ваши потреби според неговото богатство во слава во Христа." Тоа е преку мојата врска со него. Дали тој ќе го одржи своето ветување? Апсолутно, тој ќе го одржи своето ветување. Затоа, ајде да погледнеме за момент. Првата особина на која сакам да погледнеме е овој едноставен факт. Број 1. Бог е вистинит. Тоа значи, внимавајте, тој е вистинит цело време. Тој е суштината на вистината. Тој ја зборува само вистината и тој ја знае вистината за секоја единствена работа што треба да се знае во животот. Така, кога ќе дојдам на ова место во Тит, тамо се вели дека Бог не може да лаже. И овој прекрасен стих во Броеви, глава 23, стих 19. Внимавајте, Бог не е човек па да лаже, ниту е син човечки па да се покајува. Дали тој кажа нешто и нема да го направи? Дали тој зборуваше и нема ли да го направи тоа да биде добро? И одговорот секако е не. Бог не кажува нешто, а да не го направи добро. Тој не може да каже лага. Тој е во суштината на вистината. Исус рече: "Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кон Отецот освен преку мене." Сета вистина се наоѓа во него. Така, една од причините што јас можам да верувам во неговите ветувања едноставно е ова, бидејќи единствено тој ја зборува вистината. Но има и нешто второ. Има многу работи што би можеле да кажеме во врска со тоа, но второто од тие квалитети е, например, верноста. Бог е верен. Во 1 Коринтијанин, глава 1, кога Павле почнува со неговото послание, еве што вели: "Бог е верен, преку кого вие бевте повикани во заедништво со неговиот син Исус Христос, нашиот Господ. Тој е верен Бог, што значи дека тој е доверлив, дека тој ќе го направи она што рекол дека ќе го направи." И во ниту еден момент во твојот и мојот живот, Бог некогаш е бил неверен. Тој е верен Бог. Тоа е една од неговите особини. Ако одите во писмото, ќе видите колку пати. Например, назад во 1 Коринтијани, глава 10, само за момент, слушајте го овој пасуш што секој од нас го прочитал многу пати и сме му биле благодарни на Бога за тоа. Тој вели: "Друго искушение или неволја вас не ве постигна." Внимавајте сега, освен човечкото, што значи дека секој еден од нас бил искушуван и испитан на различни начини, но и другите исто така. И така тој вели: "Друго искушение или неволја вас не ве постигна освен човечкото." Видете ја следната фраза. Но Бог е верен, кој нема да дозволи да бидете искушавани или испитани над она за кое сте способни, но со искушението или со неволјата ќе ви обезбеди начин на излез, така да вие ќе можете да го издржите тоа. Што значи тоа? Тоа значи дека секоја неволја, секое искушение за секоја тешкотија низ која ти и јас минуваме, ние го имаме ова прекрасно ветување од Бог. А тоа е, внимавајте, неговото ветување е дека Бог нема да дозволи ти и јас да бидеме изморени или искушавани од ништо. Внимавајте, кој е повеќе отколку што можеме да носиме со негова помош, негово водство и негова способност да не види како минуваме низ тоа. Тој нема да го дозволи тоа. Тој е Бог кој е Бог на вистина и тој е Бог кој е Бог на верноста. Но има и трета работа. Тој е Бог кој е непроменлив. Тоа значи тој не се менува. И тој вели, например, во Малахија глава 3 стих 6, дека тој е Бог кој не се менува, не се предомислува. Сега, одредени работи се случуваат што се условени и неусловени. Ако Бог вели, внимавајте, ако Бог вели, еве што ќе направам, ако не го направите ова или она, или ако го направите ова и она. И така, што се случува? Вие ја прекршувате неговата волја или неговата цел во некоја област, и така тој не прави некоја работа. Бог не си го одржува неговото ветување. Да, тој го одржува. Тоа било условно ветување, условено со нешто што ти си го направил или не си го направил. Тоа е многу важна точка. Бидејќи ако не го сватите тоа, ќе речете: "Па Боже, еве што рече ти и не го направи." Бог ги ветил тие ветувања основани на условите кои се за наше добро. Затоа што тој е Бог на вистината. Тој е Бог, внимавајте, тој е верен кон себе си како што е и кон нас. Тој е непроменлив, тој не се менува, но тој е исто така Бог на љубов.
Во прва Јованова глава 4, тој зборува за тоа дека Бог е љубов. Сето тоа од една од причините што јас и ти треба да веруваме во него, што се однесува на неговиот карактер. Вие велите, па како да знам дали Бог ме сака или не? Ако некој ми го каже тоа на мене, еве што ќе направам јас. Крстот е сиот доказ што ми треба да знам дека тој ме љуби. Ако тој е спремен да го направи тоа за мене, јас немам никаква причина да се сомневам дека тој ќе ги направи сите останати работи. Крстот е неговиот врвен израз на љубов. Тој го одржа тоа ветување. Тој рече, јас ќе отидам на крстот и ќе умрам за твоите гревови и ќе ти бидат простени гревовите како резултат на тоа што јас бев на крстот. Дали тој го направи тоа што го вети? Да. Дали јас имам причина да се сомневам во него? Не, немам. Тој е Бог кој апсолутно верен, апсолутно вистинит, никогаш не се менува и тој е Бог на апсолутна љубов. Тоа е неговиот карактер. Така, јас можам да му верувам на него заради неговиот карактер. Велите, но може ли тој? Има 3 други особини на Бог во кои сакам да погледнете. Тоа е едноставно ова. Најпрво од се, тој е Бог кој е сезнаечки. Тој ја знае секоја поединечна работа. Ова место во глава 4 од Евреите, слушнете што вели тој. Почеток во стих 12, 4 глава. Зошто Словото Божјо е живо и активно и поостро од кој било меч со 2 острици и пробива до поделбата на душата и духот, на зглобовите и на коскените срцевина и способно да ги суди мислите и намерите на срцето. Нема суштество скриено од неговите очи, но се е отворено и разголено, тоа значи непокриено, во очите на оној со кого треба да работиме. Еве што значи тоа. Јас можам да му верувам бидејќи знам дека тој ја има таа способност, бидејќи тој е сезнаечки и знае се. Тој ја знае секоја поединечна работа вклучена во секоја поединечна одлука што ја донесуват. Тој знае што беше пред тоа, што се случува сега и што ќе се случи понатаму. Така да, кога јас и ти доаѓаме кај него и тој ветува, запаметете го ова. Тој не ветува нешто фрлајки паричка. Тој ветува врз основа на што? Врз основа на неговото апсолутно, бесконечно, целосно, совршено знаење за се што треба да се знае за тебе. Тој не може да направи никакви грешки. Ние правиме грешки. Ние ветуваме врз основа на половично знаење или на лажни нешта кои сме ги слушнале, или на работи за кои мислиме дека можеби се вистина. Тој донесува одлуки базирани единствено на апсолутна вистина. Има и втора работа, а тоа е дека тој е секаде присутен. Што е неговата сеприсутност? Го знаете Псалмот 139 кога зборуваме за тоа каде е Бог, што тој знае и така натаму. Така, не само дека тој знае за нас, но, например, слушнете што вели. Тој вели: Ох, Господи, ти ме испита и ме знаеш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Ти одалеку ги разбираш моите мисли. Ти си ги испитал мојата патека и моето легнување, интимно си запознат со сите мои патишта. Уште пред да дојде збор на јазикот мој, гледам, о Господе, ти знаеш се, совршено јасно. И слушајте го ова, кога велам се присутен, едноставно го мислам ова. Бог е секогаш овде за тебе и мене, без разлика што се случува. Тој е овде во исполнувањето на секое ветување што го ветил. Што вели тој? Ветувањето е: јас никогаш нема да те заборавам. Никогаш нема да те заборавам. Јас ќе бидам со тебе до крајот на светот. Отсутен од телото, присутен со Господа. Мислам, именувајте го и Исусе таму. И потоа, секако, има една прекрасна причина за мене да верувам во него. А тоа е: тој е семоќен. Тој ја има сета моќ. Не е доволно за него да знае што прави, но тој ја има моќта да го направи тоа, вистина. Псалм 103, стих 19. Јас го цитирам скоро секоја недела. Бог го воспоставил неговиот трон во небото и неговата сувереност владее над се. Затоа, кога се зборува за Божите ветувања, дали јас треба да се грижам, дали Бог може да направи нешто или не, апсолутно не треба. Секое едно ветување што Бог ти го ветил, ти можеш апсолутно да се одмараш со совршена сигурност и без прашање дека тој ќе го исполни неговото ветување. Зошто? Бидејќи тој единствено ја кажува вистината, бидејќи тој е верен Бог, тој е сигурен и доверлив, и бидејќи тој никогаш не си го менува своето мислење, тој е Бог на вечна љубов за нас. Тој е апсолутно се знаечки и знае се за нас. Тој е со нас секој момент, секој делче од секундата. Тој е тука и тој ја има сета моќ да исполни било што и секоја ситуација.
околност што тој ја избира да направи, бидејќи нема ништо што може да ја ограничи семоќноста на семоќниот Бог. Дали сваќате колку сте благословени? Дека тоа е нашиот Бог, размислувам за сите други религии во светот, како вид на сигурност тие имаат, каква вистинска надеж тие имаат. Нашиот Бог не е само апсолутно адекватен и верен, но секогаш достапен за било што минуваме јас и ти. Тоа е Бог. Сега има и друга работа што сакам да ја спомнам овде, а тоа е дека јас имам одговорност и вие имате одговорност. Има 3 барања. Најпрво, јас треба да бидам спремен да бидам покорен на Бог. Што и да побара тој од мене, јас морам да бидам послушен на него. Така, запрашајте се, ако сте побарале од Бог нешто, а Бог не го снабдил тоа, и вие верувате дека Божиот збор вели дека тој ќе ги снабди сите ваши потреби, а вие имате потреба, тогаш запрашајте се, дали проблемот е со Бог, дека неговиот карактер е таков што тој не ви ја зборува вистината? Не. Дали тој не може да ви даде она што ви треба? Не. Тогаш мора да е нешто во вас со кое треба да се справите. Првата работа е покорност, а втората е вера. Дали навистина и правилно му веруваш на Бог за тоа нешто? И третата работа е што? Третата работа е да направиш што? Да го побараш тоа. Внимавајте, ако јас донесам нешто пред Бог, а вистински не го сакам тоа, се сомневам околу тоа, тогаш нема да го изречам тоа. Еве како знам дека нема да го побарам. Барам од Бог да ми одговори одредена молба. Возам на магистралата и сум загрижен за тоа, или сум дома и сум загрижен. Си мислам на тоа и велам, Боже, еве што ми вети ти. И знаеш што? Јас го прочитав тоа, го слушнав, знам што вели Бог, но не сум го побарал за себе си. Кога вие го побарате ветувањето од Бог за себе си, вие нема да се грижите и да бидете заплашени. Зошто? Бидејќи знаете дека тој ви ја зборува вистината. Тој нема да се промени. Тој е прекрасниот Бог на љубов. Тој е Бог на верноста. Тој е сеприсутен. Тој е сезнаечки. Тој е семоќен. Кажете ми зошто јас би требало да приговарам за тоа? Работата е дали јас му верувам на Бог. Дали јас верувам дека Бог од Библијата е оној кој што вели дека е. Што значи дека тој го исполнува секое ветување. Тој никогаш не заборава ниту едно. Слушајте, и тој никогаш не пропушта да ги исполни. Амин. Вие може би гледате или слушате и не сте христијанин, велите, па како тоа ме вклучува мене? Слушајте, многу внимателно. Библијата вели, ако исповедате со својата уста дека Исус Христос е Господ и верувате во своето срце дека Бог го воскресна од мртвите, вие ќе бидете спасени. Ајде да го објаснам тоа. Ако исповедаш со твојата уста дека Исус е Господ, што значи ти велиш дека веруваш дека Исус Христос е Божи син и тој е Господ на твојот живот, и со тоа ти го ставаш твојот живот во негови раце, заради тоа кој е тој, заради опростувањето на твоите гревови, заради тоа што тој го стори на крстот, бараш од него да ти ги прости твоите гревови, да ти даде дар на вечен живот и делувањето на Светиот Дух во тебе, да те оспособи да живееш побожен живот сите денови од твојот живот. Ако го побараш тоа од него, имаш ветување. Слушајте, имаш ветување од Божиот збор. 66 книги од Библијата. Ти имаш ветување дека Бог ќе го направи тоа точно како што вели дека ќе го направи. Тој ќе ти прости, ќе те очисти, ќе ти даде дар на вечен живот, ќе те спаси за секогаш, ќе ти даде дом во небото и ќе оди со тебе секој ден до крајот на твојот живот. Но тоа е условено од твоето предавање на твојот живот на Христос, исповедањето на твоите гревови и гледањето на крстот како целосна отплата на твојот грев. Може би минуваш низ многу тешко време и се прашуваш, каде е Бог? Не веруваш, никогаш не си верувал во Исус како твој спасител. Ајде да ти кажам каде е Бог. Тој е таму каде што од секогаш бил. Внимавајте, надвор пред вратата од твоето срце. Обидувајќи се да влезе внатре. И тој сака ти да ја отвориш вратата на твоето срце и да му дозволиш да влезе. Моментот кога ќе го сториш тоа, животот ќе се менува. Може да ти се случи во моментот кога ќе го сториш тоа. Татко, колку благодарни сме ние што ти си толку совршен, така да ние не можеме да најдеме мани во твојот карактер или неуспеси во твојата моќ, но само апсолутна совршеност, светост, праведност.
Јас се молам да Божиот дух зборува на секоја личност која ја слуша оваа порака, да распознае дека единствениот пат за живот е преку Христос, служејќи ти на тебе, татко, овој прекрасен Бог што го опишавме. И јас се молам да секоја личност која слуша да престане да се бори против тебе и да распознае дека ти си единствениот вистински Бог. Така Исус те опиша како што се молеше во глава 17 од Јован. Ние знаеме дека ти си тоа. Се молам, татко, за луѓето кои лутаат во нивниот живот, обидувајќи се да сватат што да прават. Помогни им да разберат барем сега дека ти си одговорот, ти секогаш си бил одговорот, ти се уште чукаш и ти се уште чекаш и тие можат да го решат тоа прашање. Ние ти благодариме дека витувањето што ни го вети да не спасиш, ти го држиш од секогаш. Витувањето дека ќе не водиш, ти го држиш тоа ветување од почетокот и сите останати. Ние сакаме да кажеме, ние те љубиме во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Ова програма е спонзорирана преку службата InTouch и е возможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.